Белешки за дневните настани на Крсте Петков Мисирков. 10. јули 1913 година. Разбойничкиот напад на Бугарија, организиран од словенските држави Русија и Србија во име на победата на словенската идеја во нејзиното руско-српско сваќање, требаше да се предвиди, при што улогата на Русија во него се оцртуваше се појасно. Во Белград седеше неуморниот русифициран германец Николај Хенриковиќ Хартвиг, поранешен виден член на Санкт-Петерсбургското словенско општество. За неговата премногу немирна политика во Техеран, каде што тој имал недоразбирање со англискиот представник, по барање на Англија тој бил префрлен од Техеран во Белград. Тука решил да го надомести тоа што го изгубил во Техеран. Тој го организирал бракот на ќерката на кралот Петар со кнезот Јован Константиновиќ. За време на Балканските војни доби орден. Тој се покаже како политичар сличен на рускиот конзул Јастребов, кој цела Македонија ја сметал за српска. Во Софија рускиот представник Неклюдов изгледа бил и е вистински бугарофоб. Јас разговарав со него 2 пати, при што првиот пат тој ми изгледаше наивен во своите размислувања за значењето и цврстината на Српско-бугарскиот сојуз, во што се преправаше дека верува, но во следниот разговор тој беше воздржан и се покаже како поголем србофил отколку бугарофил. Јас му раскажав за своите впечатоци од Македонија и врз основа на тоа заклучив дека надежите на господин Неклюдов за цврстината на Српско-бугарскиот сојуз нема да се остварат, бидејќи македонските бугари по реализирањето на македонско-бугарскиот сојузнички договор, користејќи ги благодетите на конституцијскиот живот во парламентот, ќе формираат партија непријателски настроена спрема Српско-бугарскиот сојуз. Македонските бугари никогаш нема да ги заборават и да им ги простат на србите насилствата што ги извршија во Македонија. Понатаму продолжив дека јас сум бугарски националист и би сакал цела Македонија да е бугарска, но што ме склучен договор треба да се спазува. Само жално е дека на македонските бугари што им се подчинети на србите, ќе им биде полошо отколку тие да биле дури и под германска власт, бидејќи србите не се културни и можна се груби спрема другите народи, особено спрема бугарите. Господин Неклюдов се зазеде за србите, велејќи дека тој исто така добро ги познава србите колку и бугарите и ги сака не помалку од последниве. По ова тој брзо го прекина разговорот и замина. Се плашам дека со мојата изјава за тоа дека македонските бугари што биле под српска окупација по реализацијата на Српско-бугарскиот сојузнички договор ќе бидат противници на сојузот и ќе го зголемат бројот на бугарите што се незадоволни од сојузот би можело да се одрази врз односот на господин Неклюдов кон сојузничкиот договор. Можеби, за да се избегне создавање на партија од незадоволни од Српско-бугарскиот сојуз, господин Неклюдов го изменил својот однос кон Српско-бугарскиот сојузнички договор. Впрочем, тешко дека е така. Династичките мотиви и расположенија и немањето семејни врски и независната политика на царот Фердинанд заедно со блескавите победи на бугарската армија и со блискоста на неговата бугарска граница до Константинопол го определија непријателскиот однос на официјална Русија спрема исполнувањето на сојузничкиот договор и кон создавањето на голема Бугарија. Упорноста на бугарите да ги запазат своите права го засили непријателскиот однос на Русија спрема бугарите, кој се излеа во жестока словенска крвава одмазда врз Бугарија. И дојде до првата поделба на Бугарија, која покажа каде се вистинските и каде се лажните и подмолни пријатели. По војната на Бугарија со сите балкански држави, Бугарија ќе изгуби приближно 30.000 квадратни километри што ќе преминат во Србија, Грција и во Романија, заедно со пристаништето Кавала и со население од 150.000. Истовремено Бугарија велат ќе го изгуби својот престиж. Адрианополскиот вилајет и дава на Бугарија зголемување од 30.000 квадратни километри заедно со пристаништето Дедегач и со население од 600.000. Бидејќи загубите во корист на грците и на србите се состојат од македонски земји, територијата на Бугарија по војната ќе излезува приближно 120.000 квадратни километри, наместо 140.000 квадратни километри со население од 4,8 милиони наместо 5 милиони. Романија се зголемува за сметка на Бугарија и понатаму ќе биде поголема од последнава, а Србија и Грција ќе ги удвојат своите територии според големината и населението ќе бидат исти со Бугарија
Иако пред војната со Турција, тие заедно земени за малку ја надминуваат територијата на Бугарија. По сегашната војна на Балканот, доколку не биде формирана автономна Македонија, ќе се создаде цврста рамнотежа на силите што ќе обезбеди мир за подолго време. Изгледа така смета дипломатијата на тројниот договор, која Русија ја искористи за својата одмазда врз Бугарија и Австрија. Меѓутоа, плановите може да се покажат погрешни. Србија може да се задави од Македонија што ја голтна или пак незиниот желудник може да добие растројство од тешкосврдливото јадење што и го принесе Русија. Нели Македонија скапо ја чинеше Турција? Ќе видиме како ќе се одложат за неа Србија и Грција. Србија, која порано во етнографски поглед беше речиси хомогена земја, сега двојно зголемена, веќе не е српска, туку српско-бугарска држава, при што Бугарска Македонија влезе во составот на Србија како покорена, а не како доброволно присоединета област. Македонските бугари ги мразеа србите уште од време на турското робство. Сега омразата се удвои. Во составот на Србија, Македонија влезе со бугарска национална свест на поголемиот дел од незиното население. Сегашното бугарско поколение во Македонија нема скоро да биде заменето со ново поколение со српско воспитание, и училишното српско воспитание ќе наидува на отпор во бугарското семејство, особено ако бугарите успеат да ја зачуваат својата посебна национална црква. Екзархијата по се изгледа ќе биде укината, или пак екзархот ќе замине во Софија. Србите извршија насилно обраќање на бугарите во православие, истерувајќи ги од Македонија бугарските митрополити и епископи. Во црковните работи на бугарскиот народ, сега големо национално значење добива прашањето за црковна унија на бугарската со католичката црква. Единствено унијата може да ја спаси бугарската црква и паства во Македонија од грчко-српската национално црковна асимилација. Унијата во лицето на папата и на католичкото свештенство ќе му даде на бугарскиот народ најверни и најопитни заштитници на националната свест на бугарскиот народ во Македонија. Покрај тоа, унијата ќе ја прекине секоја врска на бугарскиот народ со лажното и одмазничко православно словенство, што му плати со црна неблагодарност на бугарскиот народ, кој во средниот век му ја даде својата култура. Бугарските митрополити што се истерани од Македонија би можеле заедно да се обратат до папата, со молба да ја прифати под негово покровителство бугарската црква во Македонија. Папата во тој случај може да ја обезбеди поддршката не само на Австрија, Италија и Германија, туку исто така и на католичка Франција, а ќе се спротивстави само Русија, која нема да се реши да војува со цела Европа поради желбата на македонските бугари да ја прифатат црковната унија со католичката црква. Сиот западноевропски печат несомнено ќе биде на страната на македонските бугари. Католичката црква, националната бугарска унијатска црква во Македонија и сиот западноевропски печат, заедно со конзуларните агенти на западноевропските држави во Македонија, ќе бидат регистратори на грчко-српските насилства во Македонија и верни стражари на нивната национална самобитност. Реализирањето на црковната унија на македонската бугарска црква ќе им покаже на руската влада и на санкт-петерсбуршките словенофили дека не беа празни моите закани за тоа дека нарушувањето од србите на српско-бугарскиот сојузнички договор од македонските бугари ќе создаде непомирливи непријатели на Русија и на словенството и дека Македонија во средниот век беше и во иднина ќе биде гробница на Србија. Унијатска Македонија ќе стане сврзувачки елемент меѓу Бугарија и Албанија, најприродни сојузници на Балканот. Еве што му напишав на министерот за надворешни работи од Кишинев на 7 мај 1913 година. Ваше високо превосходство, наоѓајќи се, заедно со сите мои сонародници македонските бугари, пред тешкото пресуство за поробување на мојата татковина од србите и од грците, сметам за свој долг да го известам вашето високо превосходство дека Русија, ако не инсистира на точно запазување на српско-бугарскиот писмен договор за Македонија, од моите сонародници ќе си создаде непомирливи непријатели на Русија и на словенството, затоа што во име на руското словенофилство
и во име на желбата на Русија да ја направи добрина на словенска Србија за сметка на нашата татковина, и со тоа да ја оттргне од Австрија и да ја поврзе кон Русија, ќе биде потполно жестоко насилство над 1,5 милион храбар бугарски народ во Македонија, кој во текот на 2 децении непрекинато се бореше со турците за да си извојува слобода. Неопходно е, ваше високо превосходство, да се обрати внимание и на контрадикторноста што се забележува меѓу руската политика во 1877-78 година и сега. Тогаш Русија ја сметала Македонија за несомнено бугарска земја и со Сан-Стефанскиот договор ја вклучи во границите на Бугарија. Не затоа ли што се предвидувало да се претвори Бугарија во Задунавска губернарија. Сега во Русија никој не размислува за Задунавската губернарија и изгледа на многумина не им се допаѓа стремежот на Бугарија кон политичко обединување на сите бугарски земји на Балканскиот полуостров и создавање на сосема независна и силна бугарска држава на Балканот, и затоа таквите словенофили великодушно ги убедуваат бугарите да ја осапат Македонија на Србија, создавајќи со тоа меѓу бугарите оправдана недоверба во искреноста и несебичноста на руската балканска политика. Ние, македонските бугари, кои во текот на последните 35 години гледавме само руски конзули гробокопачи на бугарската нација во Македонија, би сакале Русија и нам, барем сега, да ни помогне да се спасиме од српското робство, како што порано ги ослободи од турското робство другите балкански православни народи. Ваше високо превосходство, Русија во име на правдината треба да настојува Србија да го исполни српско-бугарскиот писмен договор, инаку поробувањето на мојата татковина од србите во иднина и представува на Русија незавидна задача да го брани постоењето на Србија истовремено од Австро-Унгарија, Албанија и од Бугарија. А тоа воопшто не може да се нарече политика на обединување на словените и морална победа на Русија во сегашната Балканска војна. Родом од Македонија, Крстем Исирков. На 26. мај беше испратена познатата телеграма од царот до балканските монаси, која ми даде надеж, а потоа следуваше сломот на Бугарија, или поточно задушувањето на Бугарија од новите сојузници, од кои романците, прикрадувајќи се за Даголот, ја фатија Бугарија за гуша, а другите разбойници, грците, србите и црногорците, бесно и викаа на Бугарија со барање да се признае за победена и да испрати делегат во Белград за да ги прифати српско-грчките барања. Руската дипломатија, ништо не преземајќи против сојузниците разбойници, упорно ја советуваше Бугарија да испрати ополномоштено лице во Белград. Се случи токму спротивното од тоа што го очекувавме ние, македонците. Справедливоста во Србија и во Русија ја сваќаат поинаку отколку ние, и Русија, наместо да го спречи нарушувањето на правата на бугарскиот народ во Македонија, и со тоа да ја спречи жетта за одмазда на бугарите спрема србите, реши соседите грабливци да ги подбуцне на Бугарија и со тоа да се спаси за воиднина од заштитата на Србија од страна на Бугарија. Бугарија, може да се каже, ја казнија, ја исцрпија и ја направија безопасна за себе и за своите клиенти. Но во Русија заборавија едно. Бугарија од сегашната положба нема да излезе помала по големина и бројност на населението отколку пред војната. Населението на Бугарија етнички е хомогено, што не може да се каже за Србија, зголемена со Македонија. Бугарите ќе сакаат одмазда, македонските бугари ќе чекаат ослободување. Унијата, ако се реализира, исто така ќе го направи своето. Сегашната војна им ги отвори очите на бугарите за нивните вистински пријатели и непријатели. Со Турција Бугарија ќе се смири за секогаш. Помирувањето е можно и со Романија врз база на заедничките задачи на романскиот и на бугарскиот народ за национално обединување и ослободување на своите поробени сонародници. Тогаш Бугарија сето свое внимание ќе го сврти на западната граница и на Македонија. Половината од српската војска, која се состои од македонски бугари, нема да крене рака или без волја ќе се бори против своите сонародници бугари и Бугарија ќе си го земе своето.
ќе им ја одземе Македонија на србите, може би поддржана од Албанија. Австро-унгарската дипломатија тогаш ќе успее да се избори за локализирање на војната и нема да дозволи мешање на Русија, како што сега Русија не и дозволи да се меша на Австрија. И тогаш бугарскиот народ ќе се одмазди за сегашното разбойништво извршено врз него од другите балкански народи. Главна, бугарите требаше да се спасат од кошмарот наречен словенска заемност и верба во Русија. Сегашната војна ги спаси бугарите од сите предрасуди и бугарскиот лав во иднина ќе биде подготвен да се бори на сите фронтови, од каде и да се заканува опасноста, и против секаков непријател на бугарската целокупна татковина, на каква и да е раса или вера да и припаѓа на тој непријател. За словенското сродство и благодарноста спрема Русија, во иднина не може ни да стане збор. Што туку ја прочитав статијата на господин Јаворски, Русија и Франција и Балканската војна, писмо од Париз, објавена во Јужни крај од 8 јули 1913 година. Со ставовите во споменатата статија, јас сосема се согласувам. Кога ќе го добијам тој број на Јужни крај дома, статијата целосно ќе ја препишам. Смислата на статијата е следнава. Бугарија не ја поразија Србија, Грција и Романија, туку ја порази Русија, која сакаше да го претвори Црното море во Руско езеро. Дошло до судир на великобугарските и великоруските идеали, и Бугарија била поразена и принудена да бара помош од истата таа Русија што ја поразила. Големорускиот идеал победил, но дали за долго, прашува авторот. Јас, од своја страна, можам да одговорам дека не за долго и дека победата на Русија е пирова победа, зашто таа не само што ја лиши Русија од симпатиите на Бугарија, туку и целото словенство, освен србите, а исто така и на западноевропските нации, кои поради сопствените интереси не можат да допуштат во иднина не само пораз на Австро-Унгарија, но и победа каква што беше поразот на малата, но херојска Бугарија. Авторот на гореспоменатата статија не е во право во еден однос. Тој греши дека мечтата за голема Бугарија е разнесена од ветерот. Не, тоа не е сосема точно. Големобугарската идеја не е мечта, туку историска мисија на бугарскиот народ. Бугарскиот народ ќе изврши својата мисија, бидејќи таа не се состои во насилство врз другите, туку во заштитување на своите сонародници од туѓо робство и во нејзино ослободување од странско робство. Рускиот стремеж да го претвори Црното море во Руско езеро е поврзан со покорување на други народи, порано на иноплеменски, а сега и на православните словенски бугари. Рускиот стремеж да го завладее Константинопол е потешко остварлива мечта отколку великобугарската мечта. Известната збунетост на бугарскиот народ поради несреќата што го снашла од подготвениот и реализиран разбойнички напад на инструментите на големорускиот империализам ќе помине и бугарскиот народ ќе најде во себе доволно политичка смисла и енергија за завршување на обединувањето на бугарскиот народ, толку убаво почнато во војната со Турција. Се сеќавам на зборовите на господин Данев што ги кажа за време на нашиот разговор во Одеса на враќање од Јалта, каде што го посетил царот император. Националните идеали се постигнуваат по децении и столетија, а ние сакаме обединувањето на бугарскиот народ да го постигнеме одеднаш. Тој беше сосема во право. Војната на Бугарија со Турција и со сојузниците се две славни страници во поновата историја на Бугарија. Втората војна не е помалку славна отколку првата. Бугарија не очајуваше пред големата опасност за ослободување на Македонија од новото робство. Таа ја пролеа својата крв за да го постигне тоа ослободување. Македонските бугари немаат основа да се жалат на своите слободни браќа дека тие не го исполниле својот долг во однос на поробените браќа. Самиот јас спаѓам во бројот на поробените синови на Македонија, принудени да живеат како емигранти во туѓа земја, која е гостопримлива спрема мене лично, но за жал и донесе огромна штета на мојата несреќна татковина Македонија. Јас сум задоволен од слободните бугари. Тие за висока цена им ја остапија на грците и на србите
во привремена сопственост несреќна Македонија. Бугарската крв пролејана на полињата и планините на Македонија, заедно со стенкањата на поробените македонски бугари, вечно ќе повикуваат на одмазда и на завршување на големата историска мисија на бугарскиот народ. Македонија или смрт? Еве ја паролата на младите бугарски луѓе. А бугарскиот идеал ќе биде постигнат, бидејќи тој не ги загрозува европските интереси на Балканот, само што тие не им одговараат на руските планови за неконтролирано политичко влијание на Балканот. Ќе дојде време кога Русија со иста упорност ќе бара неутралност во идната словенска војна, како што Русија бараше неутралност на Австрија во сегашната Балканска војна. Бугарија е понижена. Таа е ограбена од тие што мислеле за освојување, а не за ослободување на балканските христијани. Но уште пожална беше судбината на Прусија за време на Наполеон. Но загубите на Прусија и нејзиното понижување не и попречија да го реализира обединувањето на германскиот народ. Навистина за тоа беше потребно да поминат околу 60 години. Народните квалитети на бугаринот се квалитети на Прусот. Европа почна да води сметка за Прусија како за неопходен инструмент за трајност на европскиот мир и Прусија ја постигна својата задача. И Бугарија ќе оствари својата мисија. Потребно е само едно. Да престане да биде соучесник на руските махинации и да продолжи да живее свој собствен индивидуален политички живот, спроведуван од царот Фердинанд. Го наведувам текстот на статијата на господин Јаворски. Русија и Франција на Балканот. Писмо од Париз. Кога овие редови ќе стигнат до читателот на јужни крај, балканската трагедија веројатно веќе ќе заврши со некаков компромис, за какви што европската дипломатија е голем мајстор. Кон победените, се разбира, нема да пројават излишна деликатност, на победниците ќе им дадат половина од тоа што го бараат и заради тоа што водат жестока војна. Од европски компликации се чини не треба да се плашиме, зашто, право да кажеме, големите држави апсолутно немаат за што да се караат. Напротив, во овој исклучителен случај се најдоа во целосна одамна невидена солидарност. Ги земам од гласите во францускиот печат за Втората Балканска војна и констатирам дека, строго речено, во ниеден влијателен весник нема за неа никакво мислење во смисла на доследен настап што би можел да и се препорача на владата. Не баре се тепаат меѓу себе бушманите со окотентотите во далечните африкански шуми и на европејците не име никаква грижа за тие меѓусебни борби. Додека пак уште не е толку одамна, европскиот печат со необична внимателност кој обележуваше не само секој збор на Фердинанд Бугарски или Никола Црногорски, туку и постапките, намерите, декларациите и расположенијата на балканските генерали, дипломати и народни представници. Нападот на Романија, кој се чинеше дека е во состојба да ги растури сите вообичаени комбинации и планови, во Франција предизвика многу помал впечаток отколку доаѓањето на смотра за 14 јуни на сенегалските црни војници. Во весниците ќе најдете колку што сакате телеграми од Белград, Софија и од Букурешт, долги извештаи за победите и поразите, жалби на завојуваните страни поради жестокостите што си ги правеле еден на друг до вчерашните сојузници. Но во Борина нема да најдеш сериозна политичка статија, која би се обидела да ја расветли блискоисточната мешаница и која би му помогнала на читателот да создаде определено мислење за перспективите на утрешниот ден. Дали е тоа збунетост или намерно премолчување, или едноставно проблемот сам по себе се уште не им е доволно јасен на раководителите на надворешната политика на Франција. Последнава предпоставка, колку малку веројатна, треба на крај да се отфрли. Пишон е премногу искусен дипломат, а Пуанкаре премногу прецизен и урамнотежен ум за да ја остават Франција барем за миг на страна од курсот на надворешната политика што го зазеле тие. Да се збунат од неочекуваноста на настаните би можеле во првите денови, макар што конфликтот воопшто не бил изненадување, бидејќи за негово отстранување француската дипломатија работела многу совесно, додека тоа било можно. Не.
Од гарката на рамнодушноста на владените кругови и на печатот што им е послушен, се крие во чистиот интерес, издиктиран од повисоките интереси на Франција, тоест ако преведеме од официјален на обичен јазик, од интересите на сојузот со Русија, кој представува алфа и омега на политичката мудрост на водачите на Третата република. Целата вистина за дејноста на руската дипломатија на Балканот, почнувајќи од основањето на првиот Балкански сојуз насочен против Турција, а завршувајќи со создавањето на втората антибугарска коалиција, ако не од статиите на независниот печат, ќе ја разбереме некогаш од рускаја старина. Зашто речиси во детали ја знаеме историјата на првата деценија на руско-бугарските односи, кои доведоа до диктатурата на Стамболов. Сега, кога мечтата за голема Бугарија се рассеа во ветар, зарем не може да се потсетиме за Министерството на Каулбарс и судбината на Александар Батенберг, кој страшно се двумеше во изборот меѓу Австрија и Русија, речиси исто како што сега го прави царот Фердинанд. Трагедијата на Бугарија не е во нејзиниот воен пораз, не е во борбата на 4 фронтови, туку во судбинската неопходност да бара поддршка на Русија во надворешната политика олицетворена од националисти и империалисти. Руската јавност, обземена од внатрешната несреденост на државата, премалку внимание и посветува на надворешната политика, особено дури и она малку влијание што им го посветува јавното мнение на проблемите на земјата. Ако не се сметаат нејасните словенски симпатии, што беа изразени во поддршката на бугарите, србите и грците, исто така вброени меѓу словените, во нивната борба против Турција, ќе се покаже дека кај руската јавност нема никаква политика во однос на балканските држави, или пак таа зачудувачки се совпаѓа со политиката на официјалната дипломатија. Не сметам дека мечтите на струве за голема Русија свесно ги споделува руската јавност, но несомнено е дека политиката на господин Сазонов ја одобрува нашиот либерален блок, не само затоа што министерот за надворешни работи е најмногу склон да води сметка за мислењето на јавноста и на државната дума, и дури не се плаши да биде близок до партијата на народната слобода. Империалистичките планови, претворањето на Црно море во Руско езеро, освојувањето на Константинопол, неутрализација на Дарданелите, значи и анексија на Ерменија и Анадолија и дефинитивниот пораз на Турција, сите овие вековни планови на руската дипломатија наидуваат на симпатии кај либералната опозиција, која е необично безгрижна во врска со надворешната политика на земјата. Се разбира, ризичните авантури добиваат сурова осуда. Но се смета дека бавното постапно движење кон југ како да е историска предодреденост. Настаните од последниве години ја истакнаа кандидатурата на Бугарија за местото водач на Балканската коалиција. Прекарот Пруси на истокот им бил даден поради веќе забележливата тенденција кон хегемонија заснована врз силната армија. Се чинеше дека блескавата победа на Турција им ги дозволуваше и најризичните надежи. Така веројатно и ќе се случеше да не беше конфликтот меѓу великобугарските мечтања и великоруската стварност. Ако на руската дипломатија навистина и беше судено во својата актива да внесе неколку победи во збирката на последнава година, поразот на Бугарија требаше да се смета за нејзина апотеоза. Залудно Итриот Фердинанд правеше недвосмислени напори да ја придобие Виена. Дури и да не отстапеше нејзината армија истоштена од долга војна под притисок на каде-каде помалку истоштените српски и грчки војски, сепак Бугарија немаше да го издржи романскиот нож в грб. Да води војна на 3 фронта, со противник тројно посилен со перспектива за турски реванш, би ги надминувало можностите и на многу помоćна држава. Бугарија беше победена, уништена и ослабена од оној момент кога, со дозвола на Русија, Романија објави мобилизација на својата армија. Руската дипломатија одеднаш уби многу зајаци. Ја ослабе Бугарија, одземајќи ја за долго време можноста да мечтае за хегемонија и освојување на Константинопол.
се помири со Романија, дозволувајќи да откине парче бугарска територија. Ја зајакна Србија против Австрија и ја ослабе Австрија, отцепувајќи ја од неја Романија. Згора на се, уништената Бугарија беше принудена да ја моли за покровителство повторно Русија, бидејќи надежта на Австрија е слаба. Од гледна точка на великорускиот империализам, блескави резултати. Но, задолго ли? А Франција? Таа само ги поддржува чекорите на својата сојузничка. Да, нејзе рускиот престиж на истокот дури и одговара поради предстојната поделба на азиското наследство на Турција. Од каде таа да најде зборови за осуда? Јасно е зошто за неодамнешните јунаци бугари францускиот печат почнува да зборува со пренебегнување, а за другото разумно премолчува. Парис на Јаворски.